По моје видување, најактуелна тема денови во Македонија е констатирањето на оставките на пратениците кои што се во оставка. Вие како најкомпетентна професорка, координатор на пратеничка група Пратеник, прашањето е директно и кратко. Зошто председателот на собранието, кој има деловничко право и обврска да ги констатира оставките, тоа не го прави? Ние си ги поднесовме оставките со една единствена цел. Немаме намера да го легитимираме режимот, немаме намера да легитимираме избори кои што не беа фер, не беа демократски, не беа слободни. Нив им треба да глумат дека имаат опозиција. Ние нема статисти да бидеме во нивниот филм. Не може да се соочат со фактот дека некој поднел оставка. Зашто? Заради тоа што кај нив поимот оставка го нема во менталниот склоп. Ние направивме извештај за 24 декември во кој што јасно стои прекршен е уставот, прекршен е деловникот, прекршен е законот за собрание. Поднесе некој оставка заради тоа? Не, они не го знаат тој поим и се одеднаш се збунети како некој поднел оставка. Значи, вчера го повикав јавно Трајко Велјановски и сега уште еднаш ќе го повикам денеска и од овде, од Берово. Чистиот воздух ги разбиструва мислите и уште еднаш имав можност да си го разбистрам ставот. Трајко Велјановски, констатирај ги нашите оставки, ние остануваме доследни на нашиот став. Во последните 10 години почнува миграција, Малешевија, Европска унија, Малешевија, Канада, Малешевија, Америка, Малешевија, Австралија. Сите села во Малешевијата опустеа. Старосната структура е се по-старосна и поголема. Во иднина, ако продолжи тој тренд, нема да има ни таленти, ни кадри во сите сфери на живење, а нема да има ни компир. Што ќе направи нашата влада во иднина на таа тема? Прво нешто, тоа е кое што СДСМ го има во својата програма и за кое цврсто стоиме, е гаранција за младите. Значи, ние велиме дека при доаѓање на власт ќе преземеме обврска во оваа држава на секој млад човек, да му понудиме вработување, пракса или тренинг за вработување или можност да продолжат со образование. Втора работа е како да создадеме економија која што ќе функционира. Во СДСМ јасно велиме дека за нас приоритет се малите и средни предпријатија, македонските мали и средни предпријатија, домашните мали и средни предпријатија. За нас ние почнавме со пресови во кои што ги кажуваме специфичните мерки. Еве ќе ви кажам една од генералните. Ние јасно велиме дека оваа поддршка за македонски мали и средни предпријатија треба да се зголеми, или во првата година, во 2015, ако би биле на власт, би требало да биде 114 пати повисока. Ако они даваат во моментов 146.000 евра, ние ќе дадеме 16,5 милиони евра. Значи, драстично ќе се обидеме поголема поддршка да дадеме на македонските мали и средни предпријатија. За нас нема дилема дека ова ќе овозможи да се отворат нови работни места и младите луѓе да добијат шанса, да почнат да се вработуваат. Прашање од областа на здравството, значи од толку реформи во здравството е во најголем хаос. Се ставија многу лекови на позитивната листа, но ипак се прескапи или можеби и се ефтини, но е слаб стандардот на македонските граѓани. Мој термин сведоци сме сите дека не функционира. Она што нас лично не засега граѓаните на Берово е што за една најобична работа, значи од болницата во Берово, нашите пациенти се праќаат во клиничкиот центар во Скопје, затоа што најавите во Штип пропаѓаат. Значи, што може тука вие како идна влада да направите во тој домен, затоа што здравството секако најмногу не засега сите нас? Владата на Социјалдемократскиот сојуз ќе се залага за драстични и реформи кои навистина во центарот ќе го стават пациентот. Меѓутоа ќе се грижиме и за дигнитетот на здравствените работници. Ќе овозможиме здравјето да го приближиме на сите граѓани во државата, со тоа што ќе даваме договори за концесија на матични лекари во руралните подрачја, и тоа концесија на 5 до 10 години со можност да тие на крајот си ја откупат таа ординација. Ќе ги вистински поевтиниме лековите и ги направиме достапни за сите граѓани. Од друга страна,
ќе организираме транспорт на тешко болните пациенти кои што нема да бидат принудени да патуваат со возилата на брза помош, кои што во моментов се ангажирани за итните пациенти и тој превоз е извонредно скап. Што се однесува до белите мантили, сакаме да им го вратиме дигнитетот. Сакаме да бидат вреднувани според сопствениот труд, не само како капитационен бод, туку и врз основа на завршената услуга. Сакаме да направиме здравство во чиј центар ќе бидат пациентите, нивното здравје, а не електронскиот систем, мој термин на закажување. Благодарам. Граѓаните на општина Берово пијат вода од Беровското езеро. Во околината на Беровското езеро има изградено голем број викендици кои што се уште немаат канализација. Што во врска со овој проблем и дали може некако да се реши тој проблем пред се од Советот на општина Берово? Ви благодарам. Не само на Беровско езеро, него канализационните системи застана во изградба таму каде што беше претходниот градоначалник. Значи, сегашниот градоначалник во последните 6 години нема изградено нити 1 метар канализациона мрежа. Точно е дека на Беровско езеро започната беше канализацијата од претходниот градоначалник кој го имаше СДСМ, меѓутоа од таму ни 1 метар повеќе не е продолжено. Ние како множество во Советот, во програмата за комунални дејности за 2015 година додадовме некаде околу 6 милиони денари и прва ставка беше да се доизгради канализационата мрежа на Беровско езеро, за да може да не од септичките јами тече ова отпадот во езерото.